ете, сите последни 2-3 анкети кои што се објавени, 2-3 кои што ние ги реализиравме како институт, втора излегува БЕСА. Според вас втора излегува ДПА. Што на 11 декември, доколку БЕСА излегува после ДУИ? Како го интерпретирате визави, тука ја немате, односно со 1,1%, а ДПА со 3,3%. Односно, што доколку БЕСА е над ДПА? Со пратеници и со глас. Имено на последната анкета која што ние ја реализиравме, со примерок 1000 испитаници на изборни единици и во шестката, и во петката, и тројката, и изборна единица 1 и двојка, каде што се концентрирани албанци, нашите проценти се поразлично. Изненадување таму кај нас е БЕСА и СДСМ. Односно, дел од процентот од гласачите кои што ќе гласат за СДСМ. По-конкретно, БЕСА е втора, веднаш позади ДУИ, а гласачите кои што, односно респондентите кои што велат дека ќе гласат за СДСМ се исто така изненадувачки, кој што е нов феномен, има детали на објаснување, претпоставувам и преку оваа анкета, ако се спореди со некоја друга која што е направена конкретно за албанците, дали е тоа порад тоа што и на јавниот настап поинаку од било кој политички лидер на СДСМ, поинаку визави општествените проблеми и албанците конкретно, споредено со останатите лидери, има голем пат кај ДУИ и тие гласачи гравитираат и кај СДСМ и кај БЕСА. И сепак недалеку после 2 недели ние ќе се срамиме ако се согласуваме со одредени проценти, ако не ги интерпретираме како што треба. Јас како представник на Институтот за истражување на политики и добро владење, кратенка Институт за добро владење, кој што се занимава со исто испитување на јавното мнение и која што во последните избори точно ги погоди бројот на пратениците албанци,